Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва разговараме за актуелната тема, односно за цените во маркетите и за економијата. Дали оди во правилна насока и дали ја враќаме Македонија да биде повторно економски независна држава. Разговараме и за инвестициите кои што за неполна година достигна над 800 милиони евра директни странски инвестиции. Меѓутоа се работи понатаму да се привлечат нови странски инвестиции со цел отварање на нови работни места. Разговараме и за законот за нефер трговски практики, за тоа како бизнисите и трговците реагираа на последната новогодишна кошничка и што ќе се презема понатаму во иднина. За овие и многу повеќе теми вечерва на мое огромно задоволство разговараме со Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд. Добро вечер, добро дојдовте. Добре, најдовме поздрав до нашите гледачи. Ви благодарам. Јас прво ви почнав со она што се случи завчер, имавте состанок на економско-социјалниот совет, меѓутоа имавте средби со синдикатите. Може ли поконкретно да ни објасните што се случуваше на овој состанок? Па видете, економско-социјалниот совет или како ние накратко го викаме СС, представува едно демократско тело каде што секоја се води диалог и разговор помеѓу три партитно тело, односно страни со различни интереси. Тоа се владата и владините институции, тука се организацијата на работодавачи, секако представниците на работниците, односно синдикатите. И навистина со еден демократски диалог, со еден социјален диалог на високо ниво, секојаш треба токму во ова тело да се решаваат на еден хармонизиран начин сите, да речем, некогаш испротивставени страни, меѓутоа и сите стратегии и она што значи понатамошен развој на државата во секој поглед. И во тој контекст ова влада, за разлика од претходната влада, покажа една навистина голем доблес и голема транспарентност, бидејќи економскиот социјален совет, односно поточно вчерашната седница на СС, беа повикани сите страни, иако синдикатите веќе имаат изгубено, поминат му е рокот на репрезентативност, така да владата покажа голем степен на демократија и демократски капацитет со покана на Сојузот на синдикати на Македонија и сите синдикати да учествуваат на една седница каде што нормално поради немајне кворум, заради немајне репрезентативност, не се носе одлуки со гласање, меѓутоа се донесоа едни демократски заклучоци кои што со еден колективен разговор на сите страни, кои што понатаму ќе значат и понатамошен развој во државата во поглед на одредени прашања и исто така да напоменам дека што е историско на овој економско-социјален совет, секако историска работа е тоа што за прв пат една влада во Македонија, со тоа потврдувајќи ја транспарентноста и демократскиот капацитет, даде прв пат и овозможи услов да во однос на минималната плата, која што е топ тема во претходниот период, да се му даде можност на двете спротивставени страни, а тоа се работодавачите, Организацијата на работодавачи во Македонија и синдикатите да седнат, да се договорат и она што ќе го договорат ова влада на ВМРО-ДПМН, начело со ВМРО-ДПМН, ќе го прифати. Тоа е јасно и гласно, вчера го кажа премиерот на владата, господинот Мицкоски, и недвосмислено стоиме на тоа, она што ќе договорат да го реализираме како влада. Бидејќи во едно минато време, во времето на владање на СДСМ, нивната коалиција со ДУИ, немало вакви транспарентни договарања, односно тоа што кој го договорат синдикатите и работодавачите да го испочитува владата, едноставно имало диктат и декрет како да се покачуваат без никаква економска анализа платите, без никаков економски раст. Знаете дека имавме катастрофален економски раст во тоа време, дури и под 1%, најнизок во Европа. Значи рушевне рекорди во негативност со таа влада на чело со СДСМ. Сега, кога имаме на хармонизација, стабилизација, на исто така и покачен економски раст, кој постојано граби од месец во месец, а на тоа ќе направиме осврти во понатамашниот разговор. Значи, полека стабилизираме економијата во Македонија, ги стабилизираме сите нарушени односи кои претходно
постоеле во државата и го предизвикало едно лошо и катастрофално владење на СДСМ и ДУИ, и од сите тие негативности произлегува и проблемот со платите, минималните плати, економскиот раст, развој, животниот стандард, цените на производите, тоа е еден галопирачки од кој потекнува од тоа време и сега никако да ги смириме, постепено ги смируваме тие бранови или далги, наречено по македонски јазик, кои што галопирале цело време. Така да на добар пат сме да државата исправиме во еден добар контекст, со еден добар и нормален економски развој за една балканска и европска држава која е претендент за член на Европската унија. Значи, ние мора да и пратиме европските стандарди, а близко сме веќе на тие проценти во сите погледи и параметри, односно економскиот развој. Се гледа на поинаква политика што ја води новата влада предводена од ВМРО ДПМН. Јас имам една слика направено кога разговарам и со вас и меѓутоа и со другите раководители на институциите, се создава една слика како да не се почнува од нула, туку од минус. Буквално се оди од наназад за да се дојде нанапред, но затоа треба време и ова не може да се случи све за еден ден да се така. Да напоменам во однос на вашето прашање дека не само што бил потрошен буџетот, брутално се трошел буџетот и ние начекавме на многу лоша ситуација пред се со институциите, со буџетот, нехармонизирани односи во секој поглед во општеството, посебно во економијата и они односи помеѓу работодавачи и синдикати. И сето тоа да го ставите во еден ред и да почнете од една позитивна нула, навистина треба време. ВМРО ДПМН како власт се неполни, да речем, 6,5 месеци, така да за она што се направи во овај рекорден период е навистина за почит и восхит. Дури и ние сме изненадени, да речеме, некои резултати кои се реализирани, меѓутоа очекуваме дека ова теком на 2025 година ќе даде уште подобри резултати се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Сега би одел кон она што беше најактуелно изминатиот месец и изминатиот период, тоа е новогодишната кошничка. Од каде произлезе оваа идеја и од што е поразлично од, да речеме, претходните мерки? Па видете, пак јас ќе се навратам на една претходна влада кога имало замрзнување на цени. Замрзнувањето на цени давало еден ефект во еден краток период, меѓутоа после одмрзнувањето на цени, што не било базирано врз база на економски анализи, претходни, без одредени параметри кои што ќе значеле вистинско ограничување на цените, него едноставно ад хок се носеле решенија, се замрзнувале цени онака од во канцеларија мислам со еден диктаторски режим од она што окажуваат фирмите, и тоа направило голема штета кај фирмите. Со цел да надокнадат сета таа штета предизвикана од неекономски, недобро аналитички направени мерки од претходната влада, создавало да целиот онај негативен финансиски ефект што го создале тие да го надокнадат во наредниот период со покачување на цени. И од тука почна онај галопирачкиот на цените после ковид кризата, енергетската криза, за која знаеме дека и најлошо ја менеджира во Европа претходната власт, и тоа е со епохални лоши размери, економски негативни размери, дури предизвикани со голем број на човечки животи за време на ковид кризата. Така да оние кои денеска ги гледаме на медиумите како ревностно се борат за правата на граѓаните, за животниот стандард, за цените, а тие фактички се предизвикувачите на ова денешна состојба во Република Македонија. Иначе, она што го направи ова влада, откако ја презадовме власта нормално, во септември имавме две кошнички, бидејќи имаше, иако да напоменам многу пати сум го кажал тоа, имаше намалување на енергенсите во суштина на светските европски пазари, како што се цената на електричната енергија, цената на нафтата, на гасот и така натаму. Автоматски со тоа се намалува и транспортните трошоци. Имаше паѓање на голем број на сировини кои ги употребуваат бар за основните прехранбени производи со кои преживува едно просечно македонско семејство. Имавме благ пораст на цените, што ни укажуваше дека нема економска логика во моментот. Ние моравме да реагираме со одредени одлуки и мерки,
Пред се со училишниот прибор започна тоа, училишната кошничка се покажа доста ефикасна, заштедивме некаде 1500 до 2000 денари по ученик во едно семејство, а тогаш имавме неограничување на оперативно профитната маржа. Втората есенска кошничка во која беа фатени околу 60 на групи производи или над 500 групи производи, основни прехранбени производи и земјоделски производи, како и пијалоци, безалкохолни. Исто така имавме доста добар ефект, меѓутоа тоаш имавме ограничување на бруто профитната маржа на 10% и некаде имаше заштеда околу 1500, 1200 до 1500 денари по семејство, што е исто така добро, во зависност од големината на трошењето и стандардот што ги има различните семејства во Македонија просек. Меѓутоа, овие две мерки беа различни од претходните во време на СДС владењето и ДУИ, кога имавме замрзнување на цени, што е економски најнепопуларна мерка. Сепак не треба да заборавиме дека ние сме пазарна економија и самите цени треба да дозволиме пазарот да ги формулира, а тоа се понудата и побарувачката на цени на самиот пазар на бар на основните прехранбени производи. И од тука ограничувањето на бруто и нето профитната маржа значеше и ограничување на екстра профитот кој го реализирале трговците, производителите, добавувачите, целиот онај ланец до формулирање на цената на рафт, каде што ја купуваат граѓаните, односно купувачите. Меѓутоа, ние сакавме да појдеме еден чекор понатаму од она што го слушавме од големиот број на експерти, квази експерти, кои што се појавува во медиумите, па различни невладини организации, think tank организации, анализи направено дека не е добро да се меша државата со вакви одлуки и мерки на слободниот пазар. Ние одлучивме во соработка со стопанските комори во Македонија, синдикатите во Македонија, организацијата на потрошувачи, од слухот она што го упатува купувачите, граѓаните во Република Македонија, дистрибутери, маркети и така натаму, дека добро е да одиме чекор понатаму, односно да не предизвикуваме вакви турбуленции на пазарот и економската политика и логика во Република Македонија, бар во формулирањето на основните цени за храна, одевне да таа мерка произлези од самиот бизнис сектор и таа мерка беше нивна мерка, како новогодишна кошничка, односно новогодишна акција на снижување на цени. Самите производители, кои што ги имаше доста на број, ја мислам дека околу 100 производители, дистрибутери, увозници, добавувачи на прехранбени производи беа вклучени, 60 на маркети, преку 750 пунктови, продажни низ целата територија на Република Македонија, понудија околу 1170 производи со намалени цени. И навистина беа намалени цените, бидејќи државниот пазарен инспекторат, иако нема обврска, бидејќи не беше мерка и одлука на владата, ти имаа право да ги контролира цените, дали вистина ги намалиле, дали тоа што го понудиле како акција е лажна акција или вистинска акција, имаше намалување во тие производи. Меѓутоа, за жал, одредени трговци, да наречам производители и добавувачи, сакаа да изиграт мерката. Она што беше ставено во акција го намалиле, меѓутоа, оние основни производи кои му требаат на граѓаните, како масло, шеќер, кафе, месо, месни производи, млеко, млечни производи или одредени овошји и зеленчуци кои се карактеристични за овој период, има или нема намалување, или има многу неосетно намалување што предизвика револт кај граѓаните. После сето тоа. Сакал тука бидејќи го спомнав това, дали во следната мерка би имале кога ќе има некоја повторно? Само да завршам мислата и ќе ви одговорам на вашето прашање. Ви благодарам на прашањето. После реакцијата, кога увидовме од она што реагираат граѓаните, последна недела од како започна мерката, ова новогодишната акција, која повторно да повторам, не е акција, не е одлука на влада, туку е одлука и мерка на самиот бизнис сектор и стопанските комори. Имаше реакција на владата, на нашиот премиер, на Министерството за економија и труд, доколку не ги намала цените на тие останати основни производи, ќе следува непопуларна мерка и одлука на влада со замрзнување на цени. Таа закана ја послушаа, голем дел од нив намалија, иако имаше постепено пак одредени, да речем, негодувања од граѓаните.
тој период се уште го испитува државниот пазарен инспекторат, враќајќи на терен на нас за цени 4-5 месеци како се движеле, да имаме една комплетна слика, така да ако не го почитуваат и не ја почитуваат волјата на граѓаните, а ние како влада постоиме за заштита на животниот стандард на граѓаните, верувајте, наредниот пат ќе има уште построга мерка, бидејќи целта не само наша, целта треба да сватат и маркетите, и добавувачи, и производители, треба да представува граѓаниот и заштита на нивниот стандард. Да не си играме со волјата на граѓаните, да не предизвикуваме револт кај граѓаните кога нема потреба за тоа, кога немаме голема инфлација, кога немаме голем пораст на цените, на енергенсите, кога имаме на стабилна економија, ние вештачки со нелогични трговски трикови, манипулации, да речам, шеретлуци, како да ги кажам, не знам, ние да предизвикуваме нестабилна економска состојба во иднина, а директно штета да предизвикуваме на таков начин, да предизвикуваат по джебот на граѓаните. Тоа нема да дозволиме, ќе ги употребиме сите расположливи мерки, веќе ги употребуваме. Знаете дека Државниот пазарен инспекторат е веќе на терен, делува на терен. Знаете дека КЗК, Комисијата за заштита на конкуренција, која треба да го контролира па односот помеѓу добавувачи и трговци преку Законот за нефер трговски практики е на терен, сегде онаму каде што ќе бидат утврдени вакви манипулации, дали тоа ќе биде утврдено на лице место, дали ќе биде утврдено по пријава, по дојава или по допрен глас, ќе бидат ригорозно казнети, а сето тоа пак ќе предизвика кај нас реакција со одредени мерки, одлуки од влада и други инструменти како да ги ограничуваме во, да наречам, ајде сега, многу груб збор, али на некој начин ограбување на народот и граѓаните, а сето пак да кажам е предизвикано и акумулирано од едно неубаво и недобро владење без никаква контрола во претходниот период. Тоа нема да дозволиме, ова влада на ВМРО ДПМН нема да го дозволи тоа. Верувајте. Добре што си има идеја и визија како да се помогне на граѓаните, а не како до сега. Во петокот за прв пат по примерот на соседните балкански држави се случи бојкот на маркетите, кој гледаме дека и повторно го најавуваат и за петок и си има, еве да речеме, една недела еден маркет, друга недела друг маркет. Кој е вашиот став во однос на ова? Па тоа што започна од околните држави, да кажам дека не е проблем со цените само во Македонија. Проблем е во сите држави, бар на Балканот и пошироко. Знаеме дека неколку проблеми се светски проблеми моментално, а тоа е покачување на цената на берзански производи во однос на храна, пијалоци и така натаму, производство на истите, како што е кафето, какаото, сировините за масло, шеќерот едно време на берзите беше на многу висок плафон и така натаму. И со сето тоа и со ваквите некоректни односи, неекономски односи на самите трговци во државите предизвикува голем револт кај граѓаните. Три проблеми се главни во светот. Реков, прво, проблемот на војните, како што е војната во Украина и другите, секаде низ светот, што создава голем проблем во производство бар на оние сировини кои што се потребни за производство на основни прехранбени производи и така натаму. Вториот проблем е секако галопирачкиот од на инфлацијата која започна од периодот на претходните кризи кои што ги имаше и постепено се уште бранува и се чувствува во економијата. И трето, секако климатските промени тука би ги вклучил, што исто така еден од големите фактори и во иднина се поголем проблем ќе биде храната во светот, производство на храна и модерниот начин на живот, оние социјални мрежи, сите оние алатки кои што се користат од страна, посебно на младата популација, младиот интерес за занимавање со аграр, со земјоделие, производство на храна и така натаму и така натаму. Со тоа треба да се справиме како светски поредок, како влади, како држави и така натаму. Меѓутоа, пак од друга страна, имаме едно големо уништување на производството на прехранбени производи во минатиот период во Македонија.
Јас навистина бев фрапиран кога видов дека Македонија, бидејќи од секогаш јас од кога сум учел, Македонија била синоним за земјоделие, за производство на храна, бар во овој дел на Балканот. Меѓутоа видов дека ова претходна влада со едни лоши политики комплетно го уништила производството, пред се на земјоделие и земјоделски производи. Така да денес не увезници на пиперки, на домати, на млеко, на месо, за жал, јајца, се она што е основен или основни продукти и сировини за производство на овие прехранбени производи и не направиле на некој начин да директно зависиме од увоз на храна, што е навистина многу лошо и затоа имаме некојаш и она несоодветно енормно покачување на цените на храна, бидејќи не се диктира цената однатре, него се диктира однадвор со увоз. Така да сите оние генерални политики кои ќе се случуваат во иднина ќе биде пред се зголемување на домашното производство и секако она подобри царински политики и се она што ќе значи нормализирање на пазарот на храна. Иначе, прашањето ваше во однос на граѓанскиот револт, кој започна од Хрватска, видете, ние не само како партија ВМРО-ДПМН, и влада, ние го имаме големо разбирање за граѓанскиот револт. Бидејќи навистина револтирачки, сега не мора да ме гледате како заменик министер за економија и труд, гледајте ме како граѓанин на Република Македонија, одите во маркет и секој ден гледате различни цени. Не е проблем што има различни цени на исти производи во разни маркети. Тоа не е проблем. Секој маркет има своја политика. Имаме high level маркети со цени, имаме middle, имаме hard дисконти со ниски цени. Тоа ти е исто како кога купувате гардероба, не исто да влезете во продавница исти джемпер кој кошта во Hugo Boss со една цена, меѓутоа во Waikiki, например, карикирам, кошта со пониска цена. Имате право на избор. Меѓутоа има манипулација во самите трговски маркети, каде што постојано има покачување на цени, тоа создава оправдан револт кај граѓаните, бидејќи директно удира по животниот стандард на граѓаните. Ние гледате, имаме стабилна политика, инфлација на крајот од годината лани беше 3,5%. Во време на СДС била 9, 10, 12, 19, 20%, рекорди се туркаре во инфлација и нормално е во таква инфлација со едни непопуларни, недобри економски мерки да имате постојано покачување на цените на производите и уништување на животниот стандард. Меѓутоа сега немаме таква ситуација, немаме покачување на енергенси, немаме покачување на транспортни трошоци, немаме покачување на даноци или лоши политики на државата. За жал, таа влада на СДС претходна, пак ќе повторам, таа единствената влада па што покачила и даноци на храна. Даноци на храна, единствена на Балканот, да неам слушната од некоја влада за време на криза да покачи даноци, иако биле тие ексклузивни стоки и така натаму, меѓутоа и тоа предизвикувало на некој вид инфлација или намерена инфлација. И затоа велам дека е оправдан тој револт на граѓаните, го поддржуваме, револтот го разбираме, револтот и се надеваме дека после тој револт нема да предизвика трговците или целиот онај синџир на производители, добавачи и така натаму, со едно некоректно поставување на цените на тие производи, бар основните прехранбени производи за преживување во Македонија, прво нема да предизвикат кај нас вакви неекономски мерки со замрзнување на цени, а исто така, уште повеќе што е побитно, нема да предизвикат револт кај граѓаните, бидејќи го ваков револт кај граѓаните, бидејќи директно влијат на куповната мојкнина, односно на животниот стандард. Треба да се вразумат, имаат период да се вразумат и доколку ги симнат цените на едно нормално ниво, ние не велиме да немат профит маркетите, кој би работел без профит. Ние треба да внимаваме и на таа страна. Значи, производители, добавувачи, маркети, па не треба да работат со загуби како што било во претходната власт. Нормално тие вработуваат луѓе, влијат на економскиот раст. Меѓутоа, да имат едно стабилно ниво на цени кое што одговара на економските прилики и состојби и во Македонија и во регионот. Го напоменавте законот за нефер трговски практики. Дали докако сте задоволни од истиот и дали можеби понатаму би имало некој дополнување на овој закон? Ова е епохален закон во Република Македонија од повеќе аспекти.
Првиот аспект е што е еден од ретките закони во Собранието на Република Македонија, што е донесен со општ консензус на сите политички субјекти кои биле во Собранието. Тоа укажува на големата негова важност. Вториот аспект е што е по европска директива транспониран со одредени членови закони од европските закони и Европската унија во овој закон за нефер трговски практики. И третата епохална работа е што првпат во Македонија со еден официјален закон се третира односот помеѓу добавувачите и трговците, или поточно кажано, да не разберат нашите гледачи, односот помеѓу производителите, дистрибуторите, увозниците, оние кои што прават договор со маркетите, односно трговците и на мало и на големо, каде што на крајот се формулира и таа цена на рафт кој што ја купуваат самите купувачи, односно граѓаните. Зошто е направен тој закон? Бидејќи од она што покажува практиката порано, рабатот кој што го барале маркетите конкретно од производителите и добавувачите стигнувал многу високи проценти, дури не замисливи економски, без економска логика. Изнесувале 35-40% некогаш, па некогаш дури и повеќе. И сето тоа создавало револт кај производителите и добавувачите и биле уценувани да истите тие трошоци кои ги прават со изнудениот рабат да ги вкалкулираат во цените на производите, крајните производи. И на крајот од денот кој ги плаќал тие производи со повисоки цени? Граѓаните. Сега со овој закон се утврдени претходно 26 нефер трговски практики. Во законот се вклучени 2547 тарифни броеви на основни прехрамбени и земјоделски производи кои ги штити овој закон. Во овој закон се предвидени огромни казни доколку се надмине рабатот и останатите трошоци, како што е маркетинг, складирање на стока, чување на стока, на робата и така натаму во маркетите, да не биде поголем од 10% во текот на годината. Значи е ограничен до 10%, не можат повеќе да земат оние 30-40% рабат и така натаму, меѓутоа има некоја забуна, зборуваат ограничени маржи, не се ограничуваат маржите. Со овој закон маржите се ги формулира слободниот пазар, односно колкави би биле. Сепак, ова го ограничува работот и претходните трошоци кои потоа се вкалкулирале во цените на производите. Овој закон го контролира КЗК, ние го донесовме како економија, од 28 септември, тој практично се спроведува, иначе донесен во март, во текот на претходната година, и повторно се на некој начин се даде еден мониторинг додека се оформи КЗК. Ние не сме криви што не е оформено, така предвидувал законот. Ако некој мислел, како што сега се кажуваат големи душегрижници, гледам посебно многу ревностни се од СДСМ, со некои, како да кажам, бледи пресконференции, не баре граѓаните не памтат како владеа, а нивното владење се памти бидејќи беше пред 6-7 месеци претходно, излегуваат на некои небулозни пресконференции, кажуваат зошто законот не почна одма да функционира, затоа што не го оформиле, не предвиделе прво до оформување на КЗК, па мораше да се интервенира во тие закони, да се дополни, да се комплетира со тие членови во КЗК и од јануари да почнат да функционираат. Сега се комплетирани, излезени се луѓето на терен и Комисијата за заштита на конкуренција или КЗК треба комплетно да ги проверува овие договори и доколку постојат нефер трговски практики, да ги казнува. Казните се големи, до 20.000 евра, се надевам дека во текот на овој месец, доколку се утврдат вакви неправилности, ќе ги слушнеме и првите казни за маркетите или добавувачи може да бидат, да речеме, и производители, не е битно. Тоа ќе се утврдат тие, ќе почнат да ги опаметуваат на некој начин за ваквите нефер трговски практики претходно што ги правеле, и да кажам дека КЗК не е орган како што некој мислат од Министерство за економија, тоа е орган од Собранието на Република Македонија, одговорно пред Собранието на Република Македонија. Ние само го продуциравме тој
закон, го се изгласа законот од собранието, понатаму во врската за контрола на сите оние членови и нефертрговски практики предвидени со законот, одговорна е КЗК како институција, како орган која што е одговорна пак пред собранието на Република Македонија. И да напоменам дека иако за овој закон пазарната инспекција нема ингеренции, надлежности, меѓутоа има надлежности во некои други делови на контрола на цените, се подпиша меморандум за соработка пред неколку дена помеѓу КЗК и пазарна инспекција и тие како партнери ќе влезат во контролата на цените, контролата на овие нефер трговски практики, онаму каде што ќе откријат неправилности, ригорозно ќе бидат казнети оние кои предизвикуваат непотребни економски последици, кои што се последици пак директно по џебот на граѓаните на државата и животниот стандард. За крај би сакал ваше кратко мислење за овие нови 250 милиони евра за компаниите кои што ги добиваат по одлична камата и 250 милиони евра за општините. Колку ова значи за економијата во државата? Премногу значи. Кои да ги прашате од бизнес секторот, еве гледајте, ние како влада овозможуваме на бизнес секторот да подобрат бизнес климата во Македонија, подобро да работат, подобро да функционираат, подобро да ги прошируваат своите инвестиции, да вработуваат луѓе, да и подобруваат своите технологии, да штитат животната средина преку нови технологии и така натаму. Ние очекуваме само повратно да имат дослух према граѓаните и да го штитат нивниот животен стандард, платите, повисоки плати и така натаму и така натаму. Во тој контекст владата склучи еден навистина историски би рекол договор, односно заем кој доаѓа од Унгарија, кој што изнесува 500 милиони евра, од кои 250 милиони евра за наменет за капитални инвестиции во општините, не како претходната влада која даваше пари за покривање на дупки и финансиски дубиози во општините и ги прикажуваше како капитални инвестиции проекти, и 250 милиони евра директно бризгување во домашните компании во Македонија за подобрување на бизнес климата и нивните бизнеси во Македонија. Главната цел е реков проширување на бизнесите, отворање на нови работни места, нови инвестиции, нови технологии и така натаму, под екстремно поволни услови, што никогаш не било досега. Владата зеде еден од најповолните кредити со 3,25 каматна стапка, што е навистина во ова пазарна економија и можност на пазарот за кредитирање на една држава е еден од најниските проценти на каматна стапка. Исто така, условот пат за да користат кредите е уште пониска каматна стапка 1,95, што досега не се случило во Република Македонија на корисниците. Тие ќе имаат можност 20% учество со свој финансии, остатокот ќе биде од кредит, обезбеден од комерцијалните банки преку раздвојната банка на Република Македонија, што навистина сето е подготвено, сето е спремно. Јас себе да ги повикам сите предпријатија, бизнис заедницата, сите правни субјекти во Македонија, на кои се надевам дека веќе му се спремни проектите, да од стартот на започнување на користење нова кредитна линија, да аплицираат, да се пријават и сите оние кои што навистина ќе бидат утврдени како успешни приказни, успешни проекти, кои понатаму ќе овозможат економски раст и нови вработувања во државата и подигање на животниот стандард да можат да го користат овој кредит. А од друга страна, владата направи напори да ги намали и каматните стапки во комерцијалните банки за други потреби, пред се на бизнес секторот, граѓаните и така натаму. И исто така да напоменам дека тие 250 милиони евра кредит кој се даде на општините како средство за реализација на капиталните инвестиции, од една страна не само што ќе подобри степенот на условите за живот во општините кои ќе ги користат, ќе се подобри изгледот на општините, сепак тие стотици проекти кои ги имат веќе аплицирано општините ќе ја раздвижат целата градежна иницијатива која има преку околу 30 услужни дејности. Онаму каде што има раздвижување на градежната иницијатива, има развој на економијата.
Од тука ни дава право со надеж да ова година биде економски просперитетна година со многу подобри ефекти од претходните години, така да очекуваме еден добар економски раст кој би стигнал некаде до 4, па можеби 4%, над 4%, доколку се оди како што треба, нема некои поголеми економски потреси светски и така натаму, да имаме добар економски раст, нови работни места отворене, нови странски инвестиции во Македонија, да не забораваме и тоа дека претходната година имавме околу 850 милиони странски инвестиции, рекорд во Македонија. Ова година се надевам дека ќе стигне бројката и до 1 милиарда, да надминиме 1 милиарда, таа фантастична бројка. И секако тоа ќе влија и директно на не само на економскиот раст, зголемување на GDP во Македонија, а тоа автоматски значи повисоки плати за сите вработени и во приватниот и во јавниот сектор и подобрување на животниот стандард. Министер, ви благодарам. Се Благодарам. надевам дека Благодарам и на вас. Мислам дека задржавме добро внимание на нашите гледачи, а се надевам од месец март ќе имаме и повисоки плати во јавната администрација. Ќе имаме, доколку се договорат работодавачите и синдикатите, ќе имаме и во приватниот сектор повисоки плати, подобар животен стандард и секако уште многу добри предизвици за оваа влада, која што се надевам со успех ќе ги реши во интерес на граѓаните. затоа и ни е дадена довербата. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание на доста интересна и актуелна тема. Опфативме вечерва со заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски, кој кажа многу работи кои што ќе ги преземе владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН за единствена цел, а тоа е економски раст во иднина. До следната емисија ви посакувам секое добро. Поздрав!